Централно издание на дневникот на К1 добро вечер. Започнуваме веднаш по кратките најави, гледајте не. Велешани рекоа не за двојазичност на територијата на Република Македонија. Изгоре печатница во Свети Николе, во Велес ограбен дом. Едукација за правилна исхрана за најмладите. Целта е децата уште од мали нозе да се потикнат, здраво да се хранат. К1 на терен денеска ги прашуваше велешани што мислат за воведување на двојазичност на територијата на Република Македонија. Велешани се контра изјавите на лидерот на СДСМ Зоран Заев за воведување на двојазичност во земјата. Тие велат, малцинствата ги имаат сите права, тие со уставот им се загарантирани. Анкетираните велешани контра изјавите на лидерот на СДСМ за воведување на двојазичност на територијата на Република Македонија. Тие велат, малцинствата ги имаат сите права, тие со уставот им се загарантирани. Па доволно има и ова што го имаат. Двојазичност може да има во Тетово, Гостивар, Кичево, во другите градови што треба. Не треба двојазичност во Велес ли да има двојазичност во Скопје? Не. Сега ја едно да кажам, нека направат првен попис да видиме колку посто се. Па после дека добијат права. Од 15% не се фазла сигурно. А они кажу од 25. Па нека биде реципроцно. И нашите македонци не ги имаат во Албанија исти права. Тоа прашање е предвидено во уставот. Децидно е кажано. Така да нема потреба да коментирам. Не. Такво нешто не. Може да се има секој кај што се мнозинство да нека се зборуваат мајчиниот јазик. Кој му брани? Кој му брани? Не, Они сакаат државата да не ја. ама ни досега не е брането. Зборуеле и уште во бивша Југославија зборуеле на албански во своите места и денеска зборуваат. Тоа не е. Ама ни целата држава не е редно. Македонија води добрососедска политика, велат анкетираните велешани. Тие сметаат дека Заев греши кога вели дека државата е испокарана со земјите од соседството. Јас прво ги обвинувам грците зашто не признаваат нас, ние сме постоеле многу долги години, многу со векови, меѓутоа грците што сакат, ќе си дое све на свое место. Македонија е се во добар пат и која преговара сега и мислам дека ќе постигне добри резултати. И ние ќе бидеме сепак во Европска унија и во НАТО. Тоа е моето мислење. Македонија никогаш не била крива, ни ќе биде крива. Оти ние сме македонци и ништо друго. А не на грците, они името да ни оставаат. Кои се они? Не ни се кумови нас. Ние сме постојали, ќе постоиме. А за црквата, ние сме Македонска православна црква. Не може да бидеме под некоја друга црква. Само тоа е наметнато прашање за проблеми да се прават во Македонија. Ништо друго. Македонија не е виновна. Нас сите не укривуваат, не е виновна ништо. Виновни се грците, не напаѓаат, цел живот не напаѓаат. И никогаш треба да ја признаат. Од понеделник, кога официјално почнува изборната кампања, овие прашања политиколозите очекуваат дека ќе бидат во топ темите на политичарите, со кои тие ќе ја бараат довербата од гласачите. Политиколозите воедно се сигурни дека пазарење со македонскиот идентитет нема да има. Ноќес ке искршено стакло на штаб на ВМРО ДПМНЕ во Кавадарци, што се наоѓа на улица Пиринска во просториите на местната заедница Задругар. Директно во вториот дневник во 16:30 имавме вклучување од колешката Мартина Митков. Предлагам да погледнеме дел од изјавата. Токму овде се наоѓа нашата екипа и како што дознаваме ние, оштетени се прозорците и дел од инвентарот внатре. Во овој момент ја повикувам пресконференцијата на портпаролот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Кавадарци Андон Лазаров. Го повикуваме Министерството за внатрешни работи во најбрз можен рок да ги расветли случајот и виновниците да ги изнесе пред лицето на правдата. Случајно или не, местниот комитет на ВМРО ДПМНЕ беше оштетен истата вечер кога СДСМ отвараше канцеларии во истата област. На оваа одговор треба да даде полицијската истрага. Ваквиот потек на вандалите кои го сториле оваа недело е показател на нервозата и паниката, па се обидуваат со закани да создадат страв.
Како што дознаваме, полициската станица од општа надлежност Кавадарци работи на осветлување на случајот и на откривање на сторителот кој што го направил ова дело. Во 5 час од вчера во Свети Николе изгоре печатница. Од засега непознати причини, пожарот настанал во печатница лоцирана во Домот на културата Крстен Мисирков, при што истата целосно изгорела, а опожарен е инвентарот во холот на домот, билетарата, помошните простории, а биле зафатени и простории на неколку трговски друштва. Пожарот е локализиран од страна на територијалната противпожарна единица Свети Николе. Причинетата материјална штета дополнително ќе биде утврдена. А тешка кражба извршена во куќа во Велес, каде непознат сторител одзел 6000 денари, пиштол црвена застава, кој бил поседуван со дозвола, 2 празни рамки од пиштол и мобилен телефон. Со тешката кражба сторителот причинил материјална штета од околу 17.000 денари. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Тешка кражба извршена во Велес на улица Ѓорче Петров во куќа сопственост на Ж.А. 69 години. Непознат сторител преку незаклучена порта влегул во дворот на куќата, од каде преку ограда се префрлил во соседниот двор, се прекачил преку ѕид високо околу метар и дошол до кровот на куќата. Од таму преку дрвени скали се упатил кон внатрешниот простор на куќата. Сторителот одзел 6000 денари, пиштол црвена застава, калибар 7,65 мм, кој бил поседуван со дозвола, 2 празни рамки од пиштол и мобилен телефон. Со тешката кражба сторителот причинил материјална штета од околу 17.000 денари. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Директорката на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се сретна со земјоделците од Тиквешијата. Таа рече дека целта на нивната посета е да ги слушнат проблемите на земјоделците во однос на исплатата на субвенциите и се она што го работи агенцијата, како поддршка од програмите за финансиска поддршка. Во рамки на отворените денови на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, директорката Билјана Вуковиќ вчера се сретна со земјоделците од Росоман, Кавадарци и Кавадаречко село Сопот. Таа рече дека целта на нивната посета е да ги слушнат проблемите на земјоделците во однос на исплатата на субвенциите, во однос на поднесените барања за добивање на механизација или подигање на нови лозови и овошни насади и се она што го работи агенцијата како поддршка од програмите за финансиска поддршка. Средбите со земјоделците се во рамките на отворените денови на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Периодично ги организираме, ги покриваме сите региони. Денеска сме тука во Сопот, бевме во Росоман, Кавадарци, сега сме тука во Сопот за сите земјоделци кои имаат било каков проблем во однос на исплатата на субвенциите или пак имаат прашања во однос на предмети поднесени, барања за добивање на механизација или пак за подигање нови овошни лозови насади, млади земјоделци, значи се она што го работи агенцијата како поддршка од програмите за финансиска поддршка. Сите прашања што ги имаат може да ги постават до мене и до колегите што се заедно со мене. Имаме пристап до системот на агенцијата, на прашањата одговараме веднаш и даваме насоки и упатства како да се отстрани конкретен проблем доколку земјоделците го имаат. Земјоделците прашуваа представниците од агенцијата заедно со директорката и даваа насоки и упатства како да се отстрани конкретен проблем доколку го имаат. Вуковиќ изјави дека на ваквите средби секој се интересира конкретно за својот предмет и барањата за исплата на субвенциите кои се доставени до агенцијата. Најчесто се работи, пошто секој се интересира конкретно за сопствениот предмет, најчесто се работи за грешки во трансакцијска сметка при исплата на средствата кои не може да се реализираат поради погрешна или згасната трансакцијска сметка. Тоа е еден дел од работата. Понатака имаше определени проблеми во однос на исцртувањето на парцелите обработливи кои после тоа не можеле да бидат пријавени за субвенции. Имаше прашања во однос до кај е исплатата на лозарите за
поддршка, односно субвенции за одгледување на лозови насади. Тука одговоривме дека 15-та е во комплет реализирана 2015 година, 16-та е започнавме со исплата, меѓутоа поради правилата со изборниот законник исплатата престана на 31.10 оваа година и ќе продолжи за сите оние што имаат соодветни барања, ќе продолжи по формирањето на новата влада по изборите. Секако прашањата за исплатата на субвенциите се неодменлив сегмент при средбите со представниците на министерствата и агенциите поврзани со земјоделието. Цветан Трипуновски, директор на Државниот инспекторат за земјоделство, вчера посети неколку села во Неготинско и оствари средби со земјоделците. Тој рече дека примарната цел на Државниот инспекторат за земјоделство е да ги следи тековите кај производството на храна и при тоа да ги заштити земјоделците, односно нивниот труд. Првиот човек на Државниот инспекторат за земјоделство Цветан Трипуновски вчера посети неколку села во Неготинско и оствари средби со земјоделците. Тој рече дека примарната обврска на Државниот инспекторат за земјоделство е да ги следи тековите кај производството на храна и при тоа да ги заштити земјоделците, односно нивниот труд. Целта на мојата посета во овој регион е да постојано бидам во комуникација со земјоделците. Тоа е една од моите работни обврски и во таа комуникација разменуваме мислење за сите актуелни состојби во земјоделството во овој регион и воопшто во Република Македонија. Пред овие средби со земјоделците од Неготинско имав средба и со една винарска визба во овој регион, каде што, знаете, пред известно време заврши откупот на винското грозде, следува законскиот рок на исплата на истото со таа винарска визба и со сите останати визби. Во наредниот период ќе го следиме динамиката на исплата согласно законските рокови кои што се актуелни со законот за вино. Нашата примарна цел е да ги елиминираме и најмалите злоупотреби. Трудот на македонскиот земјоделец мора да биде вреднуван како што треба, дециден беше Трипуновски. Земјоделците постојано оваа комуникација користат приликата да искажат своји видувања, забелешки и насоки на подобрување на целиот овој процес. Ние во изминатиот период, јас како директор и како институција сме постојано меѓу земјоделците во координација и заедно со министерството да сите овие процеси ги подобриме, односно ги следиме сите актуелни случувања во земјоделскиот сектор. На ваквите посети со директорот и инспекторите од Државниот инспекторат за земјоделство се разговараше за актуелните процеси на откуп на земјоделски производи, а земјоделците ја искористија приликата да искажат своји видување, ставови, забелешки и насоки на земјоделскиот сектор. Во детската градинка Димче Мирчев се одржа едукација за правилна исхрана на најмалите. Целта е уште од мали нозе тие да се поттикнат здраво да се хранат. Валентина Михайловска ги има деталите. Одговорноста на родителите за дневните навики во исхраната на децата е огромна. Сакајќи да им се угоди на децата, најчесто се прават грешки кои подоцна негативно влијаат во нивните повозрасни години, врз нивната самодоверба, но и здравствени проблеми, кои младите во последно време ги добиваат многу порано отколку што треба. Ваквите средби придонесуваат за од група од 40 родители, 50 родители, 2 до 3 можеби се поттикнат на нешто. Сега за да можеби тоа да стане веќе е тренд, да не се лажеме, веќе е тренд да биде здраво, да биде велнес и така натаму, али за да реално се направи промена и тоа да биде видливо во статистички резултати, треба време. Едукацијата се одржа во детската градинка Димче Мирчев, место каде веќе од поодамна родендените на децата се слават со овошни торти. Целта е уште од мали нозе да се поттикнат здраво да се хранат. Тоа мене многу ме радува од причина што гледам многу во градинките и веќе во основните училишта се менуваат некои традиции кои што биле вкоренети и тоа е супер, тоа им испраќа знак на децата дека нешто се менува и дека уште од мала возраст им дава навика дека можеби во иднина прослави, родендени и слично тоа што го прават денеска градинките ќе бидат во знак на хелти. На овој начин децата ќе се хранат на начин на кој се хранеле нашите баби и дедовци кога немало торти и чоколади, потенцира Дамјанов.
Коалициите и политичките партии кои ќе учествуваат на изборите на 11 декември утре ќе потпишат кодекс за фер и демократски изборен процес. Ноќеска на 23 минути по полноќ почувствуван земјотрес во земјава. Епицентарот бил во Грција со магнитуда од 5,1 степен според Рихтер. Вести од Македонија во продолжение. Кодекс со кој ќе се обврзат за фер и демократски изборен процес ќе потпишат утре коалициите и политичките партии кои ќе учествуваат на изборите на 11 декември. На 21 ноември пак започнува предизборната кампања, која ќе трае до 9 декември на полноќ. Традиционално од Охрид својата кампања ја започнува ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалиционите партии стартуваат од Прилеп додека Дуи од Липкова. На предвремените парламентарни избори на 11 декември ќе учествуваат 11 политички субјекти, 5 коалиции и 6 партии. Право на глас имаат вкупно 1.784.524 граѓани, а во диаспората ќе можат да гласаат 20.591 македонски државјанин. Земјотрес со интензитет од 5 степени според Европската макросеизмичка скала почувствуване ноќеска на 23 минути по полноќ во Гевгелија и Богданци, соопшти Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. И во Валандово и Струмица бил почувствуван земјотресот со интензитет од 4 до 5 степени, додека во Скопје со интензитет од 3 степени. Епицентарот на земјотресот бил во Грција со магнитуда од 5,1 степен според Рихтер. Во американскиот град Елко во Невада се сруши мал авион на паркинг во кој загинаа 4 лица. Новоизбраниот американски председател размислува кој ќе стане нов државен секретар за одбрана. Вести од светот. Мал медицински авион се сруши на препун паркинг во градот Елко, во сојузната држава Невада во САД, при што дошло до голема експлозија, а десетина автомобили биле целосно изгорени. Според првичните информации на спасувачките екипи, има 4 мртви, од кои 3 членови на екипажот и 1 пациент. Агенцијата за цивилно воздухопловство ги истражува причините за падот на авионот Piper PA-31. На местото на падот нема повредени или загинати, освен патниците во авионот. Поранешниот директор на ЦИА и пензиониран генерал Дейвид Петреус би можел да стане нов државен секретар за одбрана, вака размислува новоизбраниот американски председател Доналд Трамп. Ова го тврдат извори блиски на транзицијскиот процес за весникот Wall Street Journal. Трамп бил во размислување за шеф на Пентагон, помеѓу пензионираниот генерал Джеймс Марис, пензионираниот воен генерал Джек Кин, поранешниот советник за безбедност Стивен Хадли или поранешниот сенатор Джим Талент. Денеска имаме сончево време, температурата се искачи до 16 степен и во наредните денови ќе преовладува сончево и релативно топло време со мала до умерена локална облачност. Графичкиот приказ во продолжение.
Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Имете пријатна вечер. Пријатно.